Јас 93 година бев до Охрид и си одев за село за Лакочереј. Успат разбра дека авион има паднато Чука Тројанска. И ја кажа дека имате еден преживеано и ќе бара 0 позитив крв. Јас таа крвна група сум. И ја осред па се вратив со колата, одов трансфузија, дадов крв и така. За 65 годишниот Борис Стојановски, ова е моментот кој ќе го памети целиот свој живот. Досега 100 пат имал дарувано крв, за прв пат во 1978 година како војник во Југословенската армија. Дарувањето е спасување живот. Помагање што се велите. Ќе продолжите понатаму да дарувате крв додека Ако се може барем 2 пати ќе давам, не се откажувам. Првите дарувања крв и Милчо Бојаровски ги имал исто така во војничките денови во 1981 година во Босна и Херцеговина. Досега, од течноста што живот значи, дарувал 82 пати. Често пати сум се јавувал, односно и сам сум се јавувал и на повик сум одговарал за луѓе за кои што им е потребно дарување крв. Според законските прописи, со над 65 години старост, крв повеќе не може да се дарува, но во семејството Милчо веќе има наследник. Неговиот 22 годишен син неколку пати имал дарувано крв. Задоволство ми е да дадам крв, затоа што знам потенцијално на некого во некој момент можно е да му е толку важна што да му го спаси животот. Владимир Каневчев досега дарувал 78 пати, но се надева дека ќе ги надмине и Милчо и Борис по бројот на дарување. Почнал да дарува од здравствени причини, а потоа се тоа прераснало во желба да помага. Дарува 4 пати годишно. На 2 пати ми се случи тамо, во моментот кога дојдов да давам крв, да ми речат, ете како нарачан стигна. Сега дали, знаете кој сте зглобна луѓе од собраќајки од ова од она, баш вашата крвна група ни требаше, како нарачан сте дојдени. И тоа ми беше едно посебно чувство, што мислам дека токму тоа доаѓање на лице место, случајно ете јас да дам крв, сум спасил нечи живот. Во 2023 година Црвениот крст од Охрид организирал 18 крводарителски акции и собрани се 1507 крвни единици. А сите оние кои даруваат крв имаат и одредени бенефиции кои државата им ги овозможува. Секој дарител, без оглед дали ученик или вработен, добива 2 последователни дена отсуство од работа или од училиште за секое крводарување. Сите дарители кои што имаат над 10 пати крводарувања се ослободени од партиципација од цената на некои здравствени услуги во нашите установи. Интересот за крводарување се зголемува. Само минатата година имало 30% повеќе првократни дарители во однос на 2022. На ниво на држава во 2023 биле реализирани 59.688 крводарувања. Во текот на годината ние правиме мотивацијски работилници во средношколските заедници и на тој начин се зголемува бројот на првократни дарители. А Борис, Милчо и Владимир по повод 17 март, денот на крводарителството, добија благодарници за хуманоста и остварените крводарувања. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.